Иако општина Кочани и општина Штип се соседни и градоначалниците се од иста политичка опција, информирањето на јавноста е со диаметрално спротивен концепт и пристап. Информативната служба од кабинетот на градоначалникот на Штип дневниот билтен до медиумите и јавноста преку електронска пошта го испраќа наутро на почетокот на работното време. Во него се најавуваат активностите во тековниот работен ден, како и на градоначалникот, така и на јавните претпријатија и другите институции. Во Кочани дневниот билтен до јавноста се испраќа во попладневните часови пред крајот на работното време, а во него се пласираат по една-две теми од активности и настани кои се случиле истиот ден, илустрирани со фотографии, и тоа така како што на нив гледа лицето одговорно за односи со јавноста, што е и логично. Гледано од новинарскиот аспект, многу пофункционален и поефикасен е утринскиот билтен, бидејќи и новинарите и граѓаните може да се информираат за настаните во текот на денот, соодветно да се организираат и да се подготват. Од друга страна, со билтенот пред крајот на работното време, во кој се пласира соджвеканите информации и фотки, им се прави непродуктивна услуга на локалните медиуми кои со копирање објавуваат идентични прилози, вести или слично. Таквиот пристап е контрапродуктивен и за граѓаните и за општината, бидејќи им се сервира едностранно информирање кое не секогаш е објективно или целосно. Тие што навлегуваат подлабоко во проблемот коментираат дека информирањето од општината е така концепирано за да се постигне двоен ефект на одредени релации, но и да се ограничат новинарите во непосредно информирање, како што и во сеопфатноста при пласирањето на прилозите.